Динамо Маја Шпица почиња. Добро вечер, јас сум Маја Рангеловска, вие го следите дневникот во 22 часот. Во него ќе гледате. Се губи топлината на водата во бунарот, но белгиец заинтересиран да гради бања. Кумановец најдобар млад научник. Пармакови ниви чекаат канализација. Ревијата Ала Франга во Софија. Без асфалт и канализациона мрежа веќе неколку децении живеат жителите на населбата Пармакови ниви. Иако се наоѓаат на 2 километри од центарот на градот, жителите се чувствуваат како граѓани од втор ред. До нив не може да стигне брзата помош, а често остануваат и без превоз, бидејќи таксистите не сакаат да ги кршат своите возила на ископаниот и неасфалтираниот пат. 80 семејства од улицата Доне Божинов или попозната како Пармакови ниви, која се наоѓа зад споменик Костурница, со децении живеат без канализација и асфалт. Иако се наоѓаат на помалку од 2 километри од центарот на градот, граѓаните се чувствуваат како да се одсечени од светот. Револтираните жители тврдат дека и покрај нивните барања да им се решат овие основни инфраструктурни проблеми, засега нема одговор од надлежните. 70 година сме овдека жителни, овдека живимо. И од тога, како смо дојдени, тако како смо га затекли овој пут, тако и си постои. Канализацију немамо, ништо. Што се каже, у планину па се прави асфалтира, а овдека нема пуни 2 километра до центар на град. Ми овдека на милост и немилост. И прво, значи, ако повикнемо од такси служба, никој не доаѓа. Пошто поради лош пут, не може да искача. Лошо е. А за канализацију исто тако смо, значи, тоа е катастрофално. Оноди, например, ете, кој некој јаме, кој тако се снаваѓамо, значи, што нема куде полош. Еве, јас сум туј од 90 година, нема ништо, се боже, обеќао ќе дадео, ај дојде една партија, ќе прави, дојде друга партија, ќе прави, нема ништо на крај. Па најголем проблем е пути и канализација. Пошто кола купиш, кршиш, продадеш, други тражиш, купиш и тако е. Такси ретко иде по некоја фирма, некоја друга. Колку пати сме прашували од автобуску, кажеш му улица Доне Божинов, Пармакови ниве, не вика, не иду таму, ја вика. Лош пут. Се чувствувате како одсечени од градот? Па исто како да си у село. Нема везе што сме ми по центар на улица, исто село. Поради излевањето на отпадните води од нивните домови, на улицата, во реката и во околните ниви се шири реја, која е особено неподнослива во летниот период. Жителите се жалат дека поради ископаниот и неасфалтиран пат, до нив не може да стигне ни брзата помош, а особено е тешко во зимскиот период кога се принудени со калливи обувки да се шетаат низ градот. Кои су блиско до река, они у реку канализацију го спроведуваат. А вие поваре на овај пут, еве, нема канализација, људи. Ево, види се дека доле комшија свиње рани, има тоалет, туј е надвор и све искаче на пут. Овај измета. По зимно још бетер. А еве, 20 минута пешки до центар сме. Како да живееме кој знае куде. Ако треба се заинтересира општина, а сакав да се плаќа све тие комуналија. Катастрофа, значи. Нема канал. Луѓе овдека на деца веќе возило комбиње не доади редовно. Веќе таксисти не доади вич. Молимо ги за пари, не доаѓа. Лош пут веќе што да е. А за канал не обеќава, ќе биде не е размерено ништо. Незадоволните граѓани додаваат дека повеќе нема да веруваат во празните ветувања на политичарите и ги повикуваат проблемот што поскоро да го решат.
Се повеќе се губи топлината на жешката вода во бунарот на семејството Давидкови во Черкеско село, но се уште постои интерес да се искористат нејзините лековити својства. Белгиски бизнисмен, откако на интернет прочитал за минералната вода, пројавил интерес на тоа место да изгради бањски комплекс. Сопствениците не се заинтересирани да го продадат земјиштето, но немаат ништо против на нивниот имот да никне модерен спа центар. За сега повеќето посетители доаѓаат да се измијат на светата вода, верувајќи дека таа има лековита и исцелителна моќ. Белгиски бизнисмен сака да изгради бања на местото каде што се појави топла вода во бунар во Черкеско село. Белгијанецот испратил своји луѓе во Македонија кои деновиве го посетиле семејството Давидкови. Па дојдат и од Белгија дека дружение да испита тие водата тука, да прават бања нека. Зашто е мало многу таа по овие наши хемикали, кажи магнезиум и нешто така и била нека лековита вода. Така ли ви кажа од Центарот за јавно здравје? Да, и тие таму разбрали и така вика да дојдем, вика да испитам 5-6 дена сега после празници ќе дојдат. И покрај тоа што водата постепено ја губи топлината, сепак потенцијалниот инвеститор е заинтересиран за имотот на нашиот сограѓанин Стојан, кој како што вели ќе дозволи да се гради бања во дворот на семејната куќа, но нема да ја продаде. Тој верува дека ако се ослободи од имотот, ќе му се случи нешто лошо. Не може да го продава имот, никој нема шанса да го продава дека сум јас здрав жив. Ми така река, доаѓа од Скопје тие што имат манастири, вика ти ако го продаваш, тоа вика ќе го ќеравиш ли гираш. А ако се отвори водата, ја пред Нова година секој ден притисок, али сега сум подобар. Откако се расчула за топлата вода, дворот на Давидкови секојдневно е полн со посетители. Доаѓаат луѓе од сите страни, од сите националности. Освен од Македонија, досега доаѓаа и наши иселеници од Австралија, но едно девојче кое поседува биоенергија од Варшава. Таа ми кажа дека водата ќе се олади, но ќе биде лековита. Така и се случи. Штом се приближам до водата, мене солзи ми течат од очите, а не можам да објаснам зошто се случува тоа. Веројатно е во прашање некое чудо од Господ, некоја енергија, раскажува Стојан. Тој имал предчувство дека ќе се случи нешто, бидејќи сонувал необични сонови. Па јас сум имал притисок 180 со 280, сега многу сум посреќен. Нешто сонувавте ли? Да. Што? Па тога пред Свети Јован кога дојде, нели се по традиција се бањат. Да. Јас слегам таму и викам, бања се деца тука. Искочи од врата, нема никој. А гледам водата чури, знаеш, викам, чудна работа, викам, што е, како е. И после санјава како жена во бело држи дете, вика, ми страши чудна работа, секаде се кола јагне курбан, мене ми страши пораз. И сега јас не сум во состојба, ама понатаму мора да земам да колјам курбан за водата. Иако водата постепено се враќа во првобитната состојба, таа не смее да се пие. Такви инструкции семејството добило од надлежните во Центарот за јавно здравје. Бидејќи до куќата на Давидкови нема водоводна мрежа, за пиење полна чишиња од чешмите на железничка станица. Стојан тврди дека откако се појавила светата вода во неговиот двор се случуваат несекојдневни работи. Се блокираат интернет врската и електричното броило, поради што, како што тврди Давидков, и сметките за потрошена електрична енергија се нереални и многу повисоки од порано. Ако минатата година плаќал по 800 денари месечно, последните неколку сметки се дури за 8 пати повисоки. Представници од средношколскиот пленум денеска уште еднаш побара од Министерството за образование да го врати стариот модел на полагање државна матура, а екстерното тестирање да го стави во умирување. Средношколците ќе го продолжат бојкотот на наставата се додека не бидат повикани од Министерството на разговор. Средношколскиот пленум денеска покрај бојкот на наставата свика и пресконференција на која ги објасни деталите околу нивните активности пред кумановските новинари. Представници од пленумот изјавија дека веќе цела недела наставата ја бојкотираат ученици од 25 училишта во Република Македонија, а денеска е трет ден како активностите на пленумот се спроведуваат во средните училишта во Куманово.
За учениците поприфатливо е да се врати стариот концепт за полагање на државна матура и да се стави екстерното тестирање во мирување, затоа што тие тврдат дека со тоа не се покажува реалното знаење на учениците. Правото на бојкот не е загарантирано со устав, кој е највисок правен акт во државата и никој не смее да ни го оспори. Затоа сите гласно да извикаме стоп за лошите реформи. Во Куманово немаме забележено некои поголеми притисоци како во другите градови, сепак има забележено некои помали притисоци кои што сепак не можеме сега јавно да говориме за таквите појави, меѓутоа имаме голема поддршка од наставниците кои сепак апелираат на тоа да имаме поголема организираност. Учениците нагласија дека овој пат нема да отстапат од спроведување на бојкотот се додека не бидат повикани на разговор од страна на Министерството за образование, од кое засега нема никаков одговор за актуелната ситуација. За тоа дали ќе се одработуваат деновите загубени во бојкотирање на наставата, се уште нема никаква информација. Активностите на пленумот ќе продолжат да се спроведуваат и утре, а барањата остануваат исти. Даниел Денковски од Куманово, магистер по електротехнички и информатички технологии, е прогласен за најдобар млад научник за 2014 година. Признанието за врвни научни достигнувања денеска му го врачи председателот на државата Ѓорѓи Иванов. Наградата не беше очекувана, имаше јака конкуренција и ова ќе ме мотивира да продолжам и понатаму со мојата научно-истражувачка работа во Македонија и да се промовирам. Засега сум невработен и работам само хонорарно на проекти, изјави Денковски. Признанието се доделува 5-та година за да се потикне развојот на научната и истражувачката дејност, посебно кај македонските научници до 30 годишна возраст. Над 500 пожари годишно гаснат кумановските пожарникари во општините Куманово, Липково и Старо Нагоричене. И годинава територијалната противпожарна единица подготвено ке го чека летниот период, време кога се случуваат најмногу пожари. Екипите на територијалната противпожарна единица подготвени ќе го пречекаат предстојниот период на зголемени температури. За разлика од сега, кога имаат од 1 до 2 интервенции дневно, поголеми и позачестени пожари, особено на отворен простор, очекуваат од наредниот месец. Како и секоја година, и ова година вршиме подготовки за предстојната сезона. Доволно сме екипирани. Возилата се во исправно состојба, така да сме подготвени 24 часа во било кое време да интервенираме на било кое место на општина Куманово, како и на соседните општини кои ги покриваме, Старо Нагоричене и Липково. Како што додава Илиевски, пред секоја сезона командирите на 6 противпожарни единици од североисточниот регион одржуваат состанок на кој ги договараат мерките за заштита што треба да ги превземат во наредниот период. Така и ова година извршивме договор, припрема и мислам дека нема да има никаков проблем, бидејќи како и до сега, и сега имаме извонредна соработка со останатите соседните територијални единици. Така да се надеваме дека ние сме спремни, но да се надеваме дека ќе немаме многу работа. Околу 550 пати годишно интервенира пожарната на територијата на Куманово со доволен број возила и 50 пожарникари. Пензионерите се заинтересирани за користење на услугата банјско-климатска рекреација. Од подрачното оделение на ПИОМ информираа дека на конкурсот пристигнале повеќе од 1000 пријави, но околу 280 пензионери од Куманово ќе заминат на бесплатна бања. Проектот банјско-климатска рекреација веќе 5 години го спроведува владата на Република Македонија. 283 од вкупно 1000 пензионери од Куманово кои се пријавиле за користење на бесплатната услуга за банјско-климатска рекреација ќе заминат во бања. Раководителот на подрачното оделение на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување Мирослав Стојановски наведе дека и оваа година е голем интересот на пензионерите за бесплатна бања. Традиционално од Кумановскиот регион пензионерите одат на оваа банјско-климатска рекреација во Катлановска бања, каде има прекрасни услови, каде имаат пензионерите 7-дневен бесплатен пансион и бесплатен превоз кој им стига на сметката за пензијата. Услугата за банјско-климатска рекреација предвидува банјска терапија, трошоци за превоз на пензионерот до установата која што ќе ја посетува и задолжителен здравствен преглед. Поднесовте ли барање? Да, поднесов и добив решение. Кога треба да заминете? На 6 јуни во
Катланов. Ланска година поднесов, не ме испрати, а сега оваа година не поднесов. Кој иде у пензија, иде овие с голема пензија. Он тебе прво с мале да иде, така и беше. Се спомвали, из 15, а он иде, овие с голема пензија ми ништо. Па тоа е супер. Тоа е многу добро за нас постари. Проектот Бањско-климатска рекреација веќе 5 години го спроведува владата на Република Македонија. Инаку покрај овој проект, пензионерите од минатиот месец ја користат и услугата туристички викенд. Таа предвидува 2 полни пансиони и превоз до определена туристичка дестинација во државата. Работодавачите од Куманово може да аплицираат во Центарот за вработување за мерката за ослободување од плаќање на придонеси. Имено доколку тие вработат активен барател на работа до 35 години, самохран родител, родител на повеќе деца или невработено лице до над 58 години, работодавачите ќе бидат ослободени од плаќање на придонеси за период од 60 месеци или до пензионирање. Тие само не треба да го намалуваат бројот на вработени лица и додека трае мерката не смеат да отпуштат работници. Модна ревија насловена "Модните трендови и културата на живење од Алафранга до современа мода во Куманово" во петок ќе се одржи во Софија. Ревијата ја организира Кумановскиот музеј, а главна цел е да се покаже културното наследство и модното живење на кумановци во 50-тите години на 20-тиот век. Ревијата беше прикажана во неколку градови низ државата, а ова е прво гостување во странство. Модната ревија насловена како "Модните трендови и културата на живење од Алафранга до современа мода", што ја организира Музеј Куманово, во петок ќе гостува во Културно-информативниот центар во Софија. Ревијата веќе беше прикажана во Куманово, Скопје и Крива Паланка, а главната цел е да се прикаже културното богатство надвор од границите на Република Македонија, кое што представува обележје на еден народ, во овој случај на Куманово. Ова е за прв пат. Прв пат излегуваме со ревијата надвор од границите на Македонија. Ова беше малку нешто невообичаено, малку излеговме од контекстот на изложбите амбиентално поставени во витрини, сепак овдека се работи за манекени, значи презентација во живо. Беше ревија која што беше навистина едно изненадување, најде на многу позитивни критики од сите страни, бидејќи навистина представивме нешто ново. Ревијата е финансирана од Министерството за култура, а Цветановска најави дека во октомври годинава пред кумановската публика ќе биде представен вториот дел од ревијата, кој содржи креации од средината на 50-тите години, преку која ќе биде представена културата и модното живење на кумановци. Во Куманово времето денеска беше сончево и топло со краткотрајна облачност. Дуваше слаб северозападен ветер. Максималната температура се движеше до 19 степени, а минималната до 5 степени Целзиусови. За утре се најавува сончево време, при што утринската температура ќе се спушти до 6 степени, а дневната ќе достигне 24 степени Целзиусови. Со информацијата за времето го завршуваме дневникот во 22 часот. Ви благодарам на вниманието и имајте пријатна вечер.